време е за паста. Пастата дома кај нас најмногу сакаме да ја конзумираме со песто сос. Песто сосот неколку пати до сега низ емисиите ви ветив дека ќе ви покажам како се прави, а денеска му дојде редот и да видите како може да направите дома класичен песто сос од босилек. Денес ќе ви направам убава паста, вртена, мислам дека се овие фусили на дивела, ќе ги направам со домашно подготвен песто сос. Песто сосот во суштина се прави од пињоли, но за жал ние ги немаме. Денешните производи ми ги донесе пакет МК и за среќа кај нив имаме убави и свежи ореви. Оревите може да бидат добра замена за пињолите, бидејќи имаат јаткаст, особено јаткаст вкус, ја немаат таа борова миризба која ја има у купечкото песто, но ветувам дека има приближно автентичен вкус на пестото кое го купувате од пакет МК или другите маркети. За да го подготвиме ова песто, не има неколку основни состојки. Тоа ни се оревите, кои се јаткастиот дел. Имаме пармезан, убава коцка, миризлив, созреан пармезан, користете квалитетен пармезан и имаме свеж босилек. Во мојот робот на горење ќе го уклучам на опција рендање и ќе го изрендам пармезанот. Еве имаме околу, мислам дека тука се 100 грама, ќе задржам малку за да го нарасам врз подготвените тестенини. Во истиот сад ќе ги додадам најпрвин оревите и ќе ги здробам, односно ќе ги исецкам ситно. Ќе го ставиме делот за сечкање и внатре ќе ги додадеме оревите. Тука имам околу 50-70 грама ореви и повторно ќе направиме неколку вртежи за да се здробат оревите. Следно што ќе додадам ќе биде преубав свеж босилек, една рака, и повторно неколку вртежи за да се направи убава паста. Најважно во песто сосот е квалитетно, убаво, ароматизирано маслиново масло. Нашето бренијан секако е одличен избор за вкусот на песто. Ќе го уклучам апаратот и полека ќе додавам додека не се добие кремаста паста. Отворете го додека се прави и соберете го од краевите, измешајте го, бидејќи овој робот е малку поголем за количината која јас ја додадов. Но прави совршено песто. И дајте му неколку минути. Не знам дали може да забележите, јас ќе ви покажам да видите каква боја и структура треба да има песто сосот. Кремасте, маслиновото масло има дополнително за пенето направено убава густина. Јас само ќе го пробам за да видам дали му фали сол, можеби бибер, можеби малку сол. Да, малку фали сол. Иако пармезанот беше доста солен, малку бибер. И нема добро песто без лук. И
Последното нешто што сакам да го додадам се 2 чешниња лук, секако со мојата нова и убава алатка на карез. Алатката убаво притиснете и ставете го во пестата. Можете го ставите и цело чешне. Јас сакам да го изгмечам, така да ми ослободува повеќе мирис и вкус. А ја обожавам да ја користам оваа алатка, да бидам искрена. Дополнително е практична оваа алатка, бидејќи може лесно да се измие во машина за садови, не мора да биде отворена, туку е баш лесна и достапна за да може да ја измиете, и тоа е многу важно кога купуваме куински апарати или помагала. Ако ви милјацкам, украдов парче пармезан, кое уште се обидувам да го доџвакам. Не можам тоа да не го правам кога го користам, а кога е така баш убаво созреан. И неколку пулсирања. Оваа паста денеска решив да ја подготвам во поздрава варијанта. Ќе го одложам моето песто кое мириса и изгледа феноменално на страна, додека ја подготвам пастата. Стави вода да се врие, од прилика 1 литар, и ќе ставам половина кеса вела фусили, бидејќи сакам користам фусилите заради тоа што се целите спирални и во нив многу лесно ќе може да се облие целото песто кое го направивме, да ги направи богати, бидејќи нема да искористам друг додаток освен тој. Ќе ставам половина кеса, убаво ќе засолам, убав прстофат сол и отприлика им се потребни 10 минути за да се сварат на постојано вриење. За тоа време сакам да го подготвам она што ќе го ставам како додаток. Навистина во периодот кој ни следи ќе користиме и ќе конзумираме малку појака храна, а тоа ми дава, ми дава малку обврска времето претходно да го искористиме да конзумираме нешто поздраво. Во оваа комбинација најмногу ми одговара авокадото. Авокадото сакам да го прелеам со сокот лимон, за да не ми ја смени бојата, дополнително да биде киселка скус и едно изненадување и мишка во тестенините. Само исечете го. Мислам ова дека е малку пред созреано и сакам да биде тако, бидејќи доколку искористите комплетно созреано авокадо, во тој случај ќе имате ќе се разлее со пестото и нема да знаете што грицкате. Јас ќе искористам апсолутно малку предсозреано авокадо, само заради тоа што сакам да ми биде месото, а ќе го ароматизирам и ќе го направам дополнително вкусно со помош на лимон. Бидејќи не е доволно созреано, не може баш убаво со лажица да се извади, затоа ќе го излупам со мојот наострен нож од острачот кој го добив од карез. И само да ве потсетам дека се уште имате можност да го купите готвачот за ориз и киноа со 20% попуст, користејќи го кодот MAJA20. Пишете ни, направете некоја слика од тоа какви убави креации создавате користејќи го готвачот за ориз. Мене ми е еден од омилените алатки кои ги има во карез. И сецете го на ситни коцки, затоа што сакате да бидат залчиња, односно месото кое ќе го загризате кога ќе ги составите тестенините. А како додаток на овие лесни и едноставни тестенини, сакам да ви направам цезар салата. Сите готвачи, па и ние кои не сме готвачи, имаме наш рецепт за цезар салата. Мојот е многу едноставен. Не знам како сум дошла до рецептот, заради тоа што го правам со години, меѓутоа она што ми е најважно во рецептот за цезар салата е сосот. Мојот е многу автентичен и се надевам дека ќе ви се допадне. А до тогаш сакам да ви ја презентирам новата алатка со која денеска ме изненадија кареса. Тоа е
едно прекрасно додаточе со кое може лесно да исцедите лимон. Мене многу ми беше ми легна во целиот рецепт, заради тоа што треба авокадото целосно да го прелијам со лимон, само исечете го лимонот, имате една гумена, тоа е силиконски дел како капаче кое ќе го комплетно ќе го затвори лимонот и лесно ќе го испрскате целото авокадо со лимонов сок. Така нема да потемни и ќе биде целосно облеано со лимонов сок. Исто така и декоративно изгледа. Ќе го оставам малку авокадото да го прими лимоновиот сок. Ќе ставам сосема малку сол, затоа што сакам слоевите, знаете веќе да го засолувам јадењето и само да ги проверам моите тестанини. Треба да се ал денте. И се гледаме за кратко, за да ги споиме сите вкусови. Се ни е готово и време е да го составиме. Моето фенси тенџере ги свари моите фусили, ќе ги иседам, меѓутоа ќе оставам малку од течноста, затоа што сакам да имам можност понатака да го разредам сосот со течноста во која се вареа макароните. Загрејте една тава, ќе ставиме повторно маслиново масло. Секако брилијант. Не знам дали не следите на нашите профили на Инстаграм и на Фейсбук, но имаме многу богати подароци. Веќе го имаме добитникот на пакет МК, а во очекување сме и на добитникот на подарокот на горење. Исто така, многу убави подароци имаат подготвено витаминка за нивните новогодишни изненадувања. Можете тука да ги видите. Прекраснотејство, убав лампион кој понатака може да ви користи за различни намени. Малку ќе ги стоплам фусилите и ќе го свртам и ќе додадам од мојот прекрасен песто сос. Мислам дека модерната кујна во денешно време го има надминато моментот на, не знам како користевте порано паста, меѓутоа моите например дома кога ни правеа паста со сос, ќе ја ставеа пастата од згора сосот и тоа мислам дека има една посебна драж и посебен вкус доколку успеете да ја фрлите во воздух и целосно да ја облегете пастата со сосот кој сте го подготвиле. Ми фали малку од водата во која ја варев пастата, за да ми го разреди сосот, да ми го стопи пармезанот, само малку. И уште едно фрлање. Веќе гледате, пармезанот се растопи. На крајот доаѓа моето авокадо, кое го напрскавме со лимон, ќе биде киселкаста жица во пастата. И послужете на убава декорирана чинија. Секако, на крајот, нарендајте убава количина на пармезан, ренде на ситно, за да го збогатите дополнително вкусот. Се гледаме последниот рецепт, каде ќе ви го подготвам мојот рецепт за цезар салата. Вториот рецепт за денес е мојата цезар салата. Ја нарекувам мојата, бидејќи ова е стандардниот рецепт кој го употребувам.
низ годините научив дека многу ми е истенчен вкусот за тоа што ми се допаѓа, а што не ми се допаѓа. Јас Цезар салатата ја сакам со ајсберг, исклучиво со ајсберг, и ја сакам со крутони, па да имам крцкаво, фино, меко пилешко. Многу често ја правам кога имам остаток од кокошка по дома, но денеска ќе ви ја подготвам онака лесна со убав стек. Ќе ги испечам прво крутоните, имам стар леп, и ставам малку дафинка, за малку да ми ги ароматизира. Ќе ставам сол и бибер. Секако ќе го прелијам со маслиново масло, за да ми се запечат, да имаат убави врвчиња, и ќе го ставам околу 10 минути на температура од 180 степени, за да се запечат и да добијам испечен леп кој ќе биде крутоните во мојата Цезар салата. Едно што ќе подготвам ќе биде пилешкиот стек. Ќе го правам на скара тава, бидејќи сакам да имам тие запечени линии на пилешкиот стек. Тука имам 2 парчиња и ќе ги исфилетирам, затоа што сакам да бидат тенки и да можам да направам убави лентички. 2 парчиња. Сам дека е многу за една салата, но нека биде богата. Ќе ги намачкаме убаво со масло. Секогаш кога користите, ќе користам помас овој пат на витаминка, бидејќи ќе ги печам на висока температура, а помас маслото трпи висока температура. Убаво втрите го маслото во стековите. Немој да ставате директно масло на скарата тава, бидејќи во тој случај може да ви се деси прскање, односно стекот да ја испушти водата и во допир со маслото да имате баш прскање. Секогаш убаво на скара се прават било кое месо, доколку месото го премачкате со масло пред да го ставите на тавата, и така ќе ги добиете тие убави траги, нели, на парчињата месо. Ќе ги измачкам, убаво ќе ги засолам. Со морска сол. Ќе ставам малку бибер. И за да го омекнам пилешкото, односно пилешкиот протеин да биде мек и сочен внатре, ќе го напрскам со лимонов сок со помош на мојата нова кујнска алатка која ја добив од Карес. Сега е прекрасно време да го искористите за да изберете подароци за вашите најблиски. Можете тоа да го направите на најразлични начини. Карес имаат прекрасна програма на кујнски помагала алатки. Витаминка имаат совршена програма која е новогодишна. Овие се Атлантис чоколадцата кои се во прекрасно новогодишно пакување. Искористете ги, повикајте ги пакет МК, може да ги достават на адресата каде што вие ќе посакате. Изненадете ги блиските, не мора доколку не сме заедно да не си посветуваме внимание. Стекот ќе го оставам, нема да го мрдам додека не ми направи траги од едната страна, потоа ќе го свртам за да направи траги од другата страна. Пилешкото месо му е потребно отприлика 12 до 15 минути на загрејана. Мојата е гусана тава, има голема топлина од попримено веќе од огнат. Но доколку користите обична плотна, дајте му малце повеќе, 15 до 17 минути. Секако помогнете си со лимоновиот сок и за тоа време ќе ја подготвам остатокот од салатата. Само да ја спремам мојата даска. Мокра крпа на дното за да не ви избега. И основата ќе биде ајсберг салата. Ајсберг салатата ја користам бидејќи ми има крцкав вкус и на исклучителна свежина. Доколку не ви се допаѓа вкусот на ајсберг салатата, искористете марула како основа. Јас ќе искористам можеби 3/4 од оваа, која денес ни ја донесе пакет МК. И ќе ја исечам на убави
Значи нема да ја вадам парченце по парченце, туку ќе ја исечам на ленти, зашто сакам да имам баш повеќе слоеви. Айсберг салатата, мислам дека е совршена за цезар салата и за можеби бургери, бидејќи ја има таа крцкавост и сочност во себе. Исечете ја на парченца и ставете ја како основа во една длабока чинија. Јас ќе направам голема цезар салата денес. Дополнително, кога сакам да додам чекор понапред и да бидам уште по креативна во мојата цезар салата, додавам инчуни, кои не може многу често да се најдат во нашите маркети, но секогаш кога ги наоѓам, ги користам. Инчуните даваат баш еден неочекуван вкус во цезар салатата. Можеби ќе подготвиме и таква варијанта во следните емисии. Пишете ни ваша верзија на цезар салата, како сакате да го подготвите сосот, кои се вашите состојки. Обожавам да ве читам, секогаш редовно ве читам и слушам се што сакате да ни го кажете, како совет можеби. Скоро прочитав, имав баш убави совети од една наша гледачка која ми покажа, ми објасни како повеќе подобро да го користам пецивото, како да ги комбинирам состојките, навистина ми беше од корист. Она што јас додавам во мојата цезар салата, не мора во вашата да додадете, е варени јајца. Имам 3, ќе ги сечам на четвртинки. Мене многу ми се допаѓа, бидејќи и сосот кој го подготвувам го правам од јајце. Знам дека многу од вас користат и можеби мајонез. Имаме витаминка, имаат прекрасна програма, витанезот е тука, можете да искористите и онаа постна варијанта, но јас овој пат сакам да го направам автентично, онака како што секогаш го правам, а тоа е со едноминутно варено јајце, односно тоа е живо јајце, меѓутоа само малку допрено од топлина. Наредете ги парчињата јајца. Имам шери домати. Ќе ставам неколку и ќе бидат мали украси на мојата салата. Јас ќе сакам со домат, иако често знам да ја подготвам како основа и без никаков друг додаток, освен айсберг салата, варени јајца и пилешко месо, но денеска сакав. Баш ми фали здрава варијанта. Денешната емисија баш ја посветив на некои поздрави верзии за се она што можеме да го исконзумираме, за да го одмориме организмот од по-јаки и мрсни храни. Обожавам шери домати, ми се баш украс во секаја храна. Ќе ставам една краставица, убаво измитеа краставицата, ќе ја искористам сосе ушпата, со тоа што ќе го извадам семето од внатре, бидејќи сакам да ми остане сува. Трагите веќе се појавија на пилешкото месо, време е да го свртиме. Видете како украсно делува, го имате целта запечен вкус на скарата. Не ги мрдајте додека се печат, заради тоа што сакаме да имаат убав изглед кога ги сервираме во салатата. И краставицата ќе го извадиме семето од внатре, заради тоа што сакаме да имаме баш сува салата. Доколку го извадите семето од краставицата, таа може подолго да стои во вашиот фрижидер, бидејќи нема многу течност и ќе биде убаво конзервирана, односно може неколку часа да ја одложите. Доколку го оставите семето, многу побрзо ќе пушти вода и не може мора баш одма да се конзумира. Ќе го исечам на малецки полумесечинки, кои покрај тоа што ми се вкусни изгледаат феноменално. Многу сакам да си играм со храната, да ја декорирам, да ја дизајнирам. И последната состојка која оди внатре е пармезан. Начин на кој сакам да го ставам пармезанот е тоа што користам лупалка од карез. Вие го искористете таа што ја имате или купете некоја, изненадете некој со подарок и од парчето пармезан сакам да изредам големи
ленти, убав пармезан. Видете како изгледа. Феноменално. Бидејќи е пармезанот многу тенок, во допир со топлото пилешко месо делумно ќе се стопи, а нема да биде толку доминантен вкус секогаш кога ќе загризате парче, бидејќи е многу тенок. Остатокот ќе го искористам за да го подготвам сосот. Само малку да расчистам. Само да го проверам пилешкото, мислам дека е при крај, бидејќи сакам дополнително да го ароматизирам, ќе додадам малку црвен пипер, само малку за боја и ќе го превртам уште еднаш, бидејќи е веќе готова. Да, дополнително ќе подгори. Јас морам да ви покажам како изгледа. Не знам дали може да видите. Има траги, белото пилешко месо ароматизирано од гусаната тава. Ако имате скара, ова е уште подобра верзија да искористите скара. Но, снаоѓајте се со се што имате по дома. Тоа е моето убаво пилешко месо. Ќе си помогна малку со вилушка, бидејќи е многу топло, меѓутоа сакам да го ставам топло, заради тоа што сакам да ми го растопи малку пармезанот. Божествено мириса, морам да ви кажам. Обожавам цезар салата, тоа е една од моите омилени салати. Можеби е клише, но јас навистина многу ја сакам. И месото е феноменално подготвено. Целата оваа количина, ова е оброк во суштина, имате протеин, имате јајце, имате млечна основа, зелен дел зеленчуци. Ставете го внатре за да го подстопи пармезанот. Завршено. И крутоните кои ги ставивме во рирна, би требало да се веќе готови. Да, готови се, крцкави, миризливи. И тие одат дозгора. Направете ги да бидат убави. Бадзирнаците ги стави врз пармезанот, затоа што сакам да ми го подстопат и да направат една дополнителна сензација. И секако се прелите со убав цезар сос. И тоа беше мојот избор за денес. Ја подготвив мојата омилена цезар салата и моите едноставни тестанини кои ги направив со домашно подготвено песто. Се надевам дека ви се допадна и дека е еден од рецептите кој ќе стане дел од вашата кујна. Ние се гледаме веќе утре со нови идеи и нови вкусови.